Кратки најави за денес. Извадени 70 на мрежи духови од Охридското езеро. Струга со сериозни обвинувања до општина Охрид и медиумите. Годишно бесплатно членство во Охридската градска библиотека за сите млади посетители денес. Празник на детето во основното училиште Григор Прличев во Охрид. Русија најавува излегување од договорот за неспроведување нуклеарни тестирања. За најавените и за останатите настани ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес преовладуваше претежно сончево време со локална облачност, ветровито и свежо време со максимални 21 степен Целзиуса во текот на ноќта кон сабота, ведро и свежо. Утре на најголем дел од северна, североисточна, крајните источни делови од Европа, нестабилно со дожд со засилен ветер и постудена воздушна маса, која следните денови ќе се прошири над Европа. Во останатите делови од стариот континент сончево со локална облачност и топло време. На Балканскиот полуостров во сабота претежно сончево со локална облачност и топло. Во Грција нестабилно со врнежи од дожд, максималните температури на Балканот од 22 до 27 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота свежо утро со утрински температури од 2 до 11 степени, во текот на денот сончево, ветровито и топло со слаб североисточен и северозападен ветер, максималните дневни температури од 20 до 29. Во Охрид во сабота свежо утро, утринска температура од 8 степени, а во текот на денот сончево и топло време со температура до 22 степени. Во недела претежно сончево со локална облачност и топло, максималната дневна температура 24 степени. Во понеделник и вторник сончево и топло, минималната 11 односно 7, а дневната 18 односно 22 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин.
Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Рибарски мрежи во должина од скоро 2 километри беа извадени од дното на Охридското езеро изминативе денови. Акцијата за детектирање и отстранување на така наречените мрежи духови од езерото ја спроведоа Хидробиолошкиот завод во партнерство со Организацијата за заштита на морињата Healthy Seas и Нуркачкиот центар Амфора. Мрежи беа отстранувани на потегот од Светинаум до полуостровот Градиште, претежно на локации кои представуваат природни рибни мрестилишта. За само 4 дена од Охридското езеро извадени 70 рибарски мрежи на локалитети од Заум до полуостровот Градиште на длабочина од 5 до 35 метри, каде се наоѓаат природни мрестилишта на Охридската пастрмка. Акцијата ја спроведе Хидробиолошкиот завод од Охрид со партнерите Нуркачки центар Амфора и меѓународната организација Healthy Seas во рамки на пилот проект за заштита на езерото од феноменот на мрежи духови. Во овие напуштени или изгубени мрежи во езерото се заплеткува се што ќе помине по крај нив и низ нив, од риби, краби, ракови, птици како мал корморан и норкач, па се до отпад, што ги прави сериозен проблем за езерскиот екосистем. Зошто се тие опасни? Не само тоа што прават замки за рибите и за останатите живи организми во езерото, тие исто така можат да бидат како препреки на кои што се натластуваат одредени органски или физички материјали, но исто така во главном се изработени од материјал кој што не е биодеградабилен, односно претежно најлон, кој што оставува секако последици не само врз животната средина, туку и живиот свет кој што го населува Охридското езеро. Езерото е доста големо, има заостанати мрежи на многу локации. Во оваа акција беа опфатени локалитетите кои представуваат природни плодишта на пастрмката, а кои се карпести предели, што покрај мапирањето на локациите представува дополнителна потешкотија за нуркачите при отстранување на мрежите, вели искусниот нуркач Милутин Секуловски. Пред се ни беше целта да ги локализираме местата, затоа што единствено нуркачите можат да го кажат каде постојат. За да ги детектираме сите локации кои се потребни за овој дел на активноста, моравме да направиме доста нуркања на доста локалитети и така да имавме и одредивме приоритети за вадење на тие мрежи. Најголемиот проблем што ни представува нас за време на работава, значи на подводниве активности. Повеќето мрежи се на карпестиот дел, знаете, на простор кај што се мрести Охридската пастрмка и сите мрежи се зафатени за карпите. Тие не се мазни карпи, па можете лесно да извадите мрежа. Тоа ни е најголемиот проблем, а ги има скоро на сите длабочини. Нас ни беше приоритет се она што е како плашт над карпите да го извадиме. Според Секуловски, присуството на мрежите духови во езерото се намалува, споредено со претходната акција спроведена во 2017 година, кога беше извадена импозантна количина од 14 километри мрежи. Оваа година се извадени околу 2 километри. Најприсутни се мрежите со димензии на окца за ловење белвица и пастрмка, кои се комерцијално најатрактивни за лов, но ги има и оние за крап, објаснува Душица Илик Боева од Хидробиолошкиот завод Охрид. Едно што е најважно, дека пастрмските видови не мрестат на место каде што има трулеж на риба. Ако има мрежи потонати, без разлика на димензија на окце и без разлика во која состојба на распаѓање е она што е фатено во тие мрежи, ќе ги одбегнуваат тие нормални природни рибни плодишта во подолг период, додека не дојде моментот да се исчистат за да бидат вратени во нормалниот природен хабитат. Апелот наш е, доколку некој и изгубил алат
Сеедно дали е легално или нелегално, доколку е од временски причини изгубен алатот или доколку се знае дека постојат стрикно локалитети каде што се наоѓаат овие мрежи духови, многу полесно е на детектирани, на одредени локалитети да се исчисти тој терен. Потребен е континуитет и поголем обем на ваквите акции, построга примена на законските регулативи, поголема координација на релевантните институции и построги казни, потенцира Илик Боева. Додава дека проблемот треба да се решава и прекугранично со Република Албанија, зашто веќе биле предложени мерки на билатералниот секретаријат за управување со Охридското езеро за чистење на мрежи духови на целата територија на езерото. Оваа година за прв пат во чистењето на езерото од заостанатите мрежи се вклучи и меѓународна организација. HealthySea се посветена на заштита на морски екосистеми и учеството во овој пилот проект за нив е прво искуство со слатководен систем. We admire the beauty of your country, the beauty of Ohrid Lakes, and we are here to Се восхитуваме на убавината на вашата земја и посебно на Охридското езеро. И тука сме покрај акцијата во која беа извадени мрежи и на тркалезна маса да дискутираме какви чекори треба да се преземат во иднина за да се заштити езерото. Потребна е поголема контрола од страна на надлежните институции од една страна и подигнување на јавната свест не само кај риболовците, туку кај целото население. Хидробиолошкиот завод со своите партнери Амфора и HealthySea по неколкудневна детекција и отстранување на напуштени, изгубени и на друг начин оставени рибарски мрежи, денеска одржа и тркалезна маса со локалните засегнати страни и државни институции, при што беа презентирани резултатите од проектот и се дискутираше за феноменот на мрежите духови, нивното негативно влијание врз животната средина, ендемичните видови во езерото и локалната економија. Општина Струга со сериозни обвинувања до Охридската локална самоуправа и медиумите. За неуспешното спроведување на препораките на УНЕСКО, Струга вината ја лоцира во општина Охрид и новинарите. Градоначалникот на Охрид вели, непринципиелно е за неодговорно работење да обвинува раководство кое е на црната листа на САД. Реакција пристигне и од Сдруженијето на новинари на Македонија. Општина Струга со сериозни обвинувања до локалната самоуправа на Охрид и медиумите. Вината за потешкотиите поврзани со УНЕСКО на работниот состанок со мешовитиот експертски тим за заштита ја лоцира во шпекулации од медиумите и општина Охрид. Во официјалното соопштение на Струшката локална се вели: сите инсинуации, шпекулации и напади за градот и локалната се невистинити и доаѓаат од медиумите, општина Охрид и незините раководители. За жал мора да истакнеме дека најголемиот дел од проблемите и потешкотиите кои настанаа и се уште постојат во Охридскиот регион произлегува од општина Охрид и нејзините раководители кои постојано под патерицата на однив платени медиуми, организации и лобисти ја напаѓаат нашата општина за секаков аспект во секое време и место без никакви аргументи, стои на официјалната објава на општина Струга. Да се усудат да коментираат за неодговорно работење, оние чие раководство е впишано на меѓународните црни листи за разноразни злоупотреби, во најмала рака е непринципиелно, одговори градоначалникот Пецаков, кој бара јавно извинување од општина Струга. Искрено сум изненаден затоа што ниту општина Охрид во било која официјална изјава, ниту јас, ако сакате и во неофицијална изјава, ниту сме ги спомнали општина Струга поврзано со статусот на УНЕСКО, ниту пак сме имале некаква врска со тоа, кога кажам статусот, мислам на исполнување на препораките. Ние како општина Охрид ќе испратиме исто така и официјално писмо од официјално обраќање до општината Струга, од која ќе побараме извинување за изнесените наводи. Со остра реакција на обвинувањата од страна на општина Струга се јави и Сдруженијето на новинари на Македонија. Велат ова ќе биде нотирано како негативен пример во годишниот извештај, бидејќи општина Струга на овој начин се обидува да ги замолчи новинарите. Годишно бесплатно членство во Охридската градска библиотека Григор Прличев за младите кои денес ја посетија оваа национална установа. Во рамки на одбележувањето на неделата на млади лица, Општинската организација на Црвен крст Охрид ја организира оваа акција со една единствена цел – поттикнување на љубовта кон книгата и читањето меѓу младите.
Националната установа Библиотека Григор Прличев од Охрид денес стекна голем број нови млади читатели кои во текот на наредната година бесплатно ќе може да ги користат услугите на библиотеката. Во соработка со градската библиотека Црвениот крст од Охрид во рамки на одбележувањето на неделата на млади лица организираше отворен ден во библиотеката за сите млади читатели. Целта на оваа активност е поттикнување на љубовта кон книгата и читањето меѓу младите. Јана Джамтовска, активистка при Црвениот крст од Охрид, вели дека нејзин омилен автор е Джейн Остин. Секоја година Црвениот крст Охрид во соработка со Црвениот крст на Република Македонија на почетокот од октомври организира и обележува неделата на млади и по тој повод во соработка со Националната установа Григор Прличев овој ден го посветуваме на сите млади читатели до 29 години кои ќе дојдат да добијат бесплатна годишна членарина, а со тоа се поттикне љубовта кон книгите во нашиот град. Традиционално во периодот 1 до 7 октомври Црвен крст на Република Македонија ја одбележува неделата на младите. Во текот на оваа недела, клубовите на млади при општинските организации на Црвениот крст ги промовираат своите активности, труд и работа и волонтирањето меѓу младите. Целта на оваа акција која се одвива во соработка со нашата градска библиотека не се парите, вели првиот човек на градската библиотека, туку едноставно да се негува љубовта кон книгата и навиката кон читање книги. Поентата не е можеби толку во парите, затоа што ако споредите што можете да направите со 300 денари денеска, а да читате цела година, и најмногу е битно тоа што всушност книгата е богатство и токму ние сакаме да ја доближиме книгата до оваа популација која понатаму ќе може да препорачува на други помлади генерации, а и на повозрасни, да се зачнат, да читаат и да го минуваат времето во светот на убавите нешта. Одбележувајќи неделата на млади, волонтерите на Црвен крст од Охрид покрај тоа што го промовираат доброволниот ангажман на младите, упатуваат и порака до своите врсници да се приклучат кон хуманото семејство на Црвениот крст и да растат и да се развиваат работејќи за доброто на другите. Празник на детето во основното училиште Григор Прличев во Охрид. Денеска се одржа завршниот настан од одбележувањето на Светската недела на детето. Првачињата дадоа свечена заклетва за прием во детската организација, а приредбата со музички точки и игра го исполни училишниот двор со радост. 134 првачиња во основното училиште Григор Прличев денеска гласно ја кажаа за клетвата за прием во детската организација. Училишниот двор бликаше од радост на свечената приредба со која се заокружи одбележувањето на Светската недела на детето. Училиштето изминатава недела под мотото "Имам право да живеам среќно и здраво" со низа едукативни, креативни и забавни содржини им го приближи значењето на детските права и обврски на своите ученици. Училиштето го одбележа со низа активности, почнувајќи со спортскиот ден, за да продолжи со активноста во учителското руво. Имавме организирано детска уметност, фестивал на ликовни творби. Го конституиравме ученичкиот парламент и, како што веќе напоменав, завршната приредба е приемот на првачињата во Светската организација детска. На денешната прослава третооделенците со музички точки и игра им посакаа добре дојде на своите другарчиња првачиња во Светската организација. Наставниците пак им порачаа да уживаат во своето детство, истовремено ветувајќи им дека тие се секогаш тука да ги образуваат и охрабруваат во стекнување и покажување на нивните знаења, таленти и способности. Основното училиште Григор Прличев преку целата година е активно на полето на организирање воннаставни содржини за своите ученици, како и учество во најразлични проекти. Целта е низ учење да се зајакнува другарството, децата да ги научат вистинските вредности, да ги прифаќаат различностите, како и подигнување на свесноста за се што ги обкружува во општеството, вели директорката Лилјана Евтимовска. Активностите ги реализираме пред се со максимален ангажман на наставниците. Исто така имаме многу добра соработка со Советот на родители и максимална поддршка во реализацијата на проектите и се разбира дека целта е децата да се активираат и надвор малку од она секојдневие нивно, училишно, во воннаставните активности и ги поттикнуваме да бидат вредни, успешни, трудолюбиви и среќни.
Светската недела на детето е потсетник дека постојано треба сериозно и посветено да вложуваме во децата и да ги подобруваме условите во кои тие учат и растат. Во основното училиште Григор Прличев учат на 1000 деца на кои ова училиште им е како втор дом. Атрактивната детска представа Трите музички прасиња во сабота во Охрид. Најмладите охриѓанчиња со нивните родители ќе имаат можност да го проследат мюзиклот со волкот и трите прасиња и вистински да уживаат во овој детски спектакл. Представата ќе биде изведена на големата сцена на Центарот за култура Григор Прличев во Охрид во сабота, 7 октомври, со почеток во 12 часот, со професионални маски и одлична изведба на волкот и трите музички прасиња, кои представата ќе ја збогатат со голем број новокомпонирани детски песни, специјално направени за оваа представа. Па врз основа на тоа, слободно може да се каже дека оваа представа е и мюзикл, каде што во еден глас заедно ќе се радуваат најмладите охриѓанчиња, најавуваат организаторите. Билетот чини 150 денари. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Председателот на Долниот дом на Рускиот парламент рече дека парламентарните лидери брзо ќе размислат за отповикување на ратификацијата на договорот за сеопфатна забрана на нуклеарни тестови, откако председателот Путин ја покрена можноста за продолжување нуклеарни тестови. Континуираното нуклеарно тестирање, без разлика дали тоа ќе го направи Русија, САД или двете, би било длабоко дестабилизирачко во време кога тензиите меѓу двете земји се повисоки од кога било од кубанската ракетна криза во 1962 година. Лидерите на 27-те земји членки на ЕУ денес го продолжуваат самитот во Шпанија за да изнајдат начин да се избегне новата миграцијска криза. Една од темите ќе биде проширувањето. Италија и Шпанија изразија загриженост поради зголемувањето на бројот на нерегуларни имигранти кои пристигнуваат на нивните острови годинава, а Грција забележа голема поморска трагедија летото кога загинаа стотици мигранти. Германија, предпочитаната дестинација за многу мигранти кои пристигнуваат во Европа годинава, регистрираше пораст на барање за азил од 80%. Лидерите ќе разговараат и за неопходноста од промени во блокот за да се олесни новото проширување. Според Associated Press, лидерите ќе разговараат на темата за проширување, а на самитот покрај Украина се поканети лидерите од Балканот, Молдавија кои претендираат за членство. Денга треската ќе стане главна закана во Јужна Европа, јужниот дел на САД и делови од Африка оваа деценија, бидејќи потоплите температури создаваат услови за комарците кои ја носат болеста, рече главниот научник на СЗО. Треба да зборуваме многу поактивно за денгата. Изјави за Reuters Джереми Фарер, специјалист за заразни болести кој се приклучи на Светската здравствена организација во мај годинава. Треба на вистина да ги подготвуваме земјите за тоа како ќе се справат со дополнителниот притисок што ќе дојде во иднина во многу големи градови. Оваа болест погодува голем дел од Азија и Латинска Америка, предизвикувајќи 20.000 смртни случаи годишно. Многу случаи остануваат непријавени, но 4,2 милиони случаи беа пријавени ширум светот 2022, а јавноздравствените власти предупредија дека оваа година се очекуваат рекордни нивоа на пренос. Циклонот 4-та категорија произведе еден од најсилните налети на ветрови кои што некогаш биле забележани било каде во светот. Тајфунот Коину донесе удари од ветер од 95,2 метри во секунда или 342 км на час кога пред 2 дена го премина тајванскиот остров Лању. Централната метеоролошка управа потврди дека тоа е најсилниот налет на ветер забележан во Тајван од основањето на организацијата во 86-та година. Налетот на ветрот го уништи анометарот на островот, соопшти Централната метеоуправа. Напливот на бура се чини дека е трет најсилен досега на глобално ниво. Во 96-та на островот Бароу во Западна Австралија забележан е удар на ветер од 400 км на час, што го собори рекордот од 34-та година кога во Њу Хемпшир во САД беше забележан ветер од 372 км. Коину, што на јапонски значи кученце, стигна до полуостровот Хенчунг на крајниот југ на Тајван како тајфун од 4-та категорија. Официјални лица од пожарникарите известија дека 190 луѓе се повредени главно во градовите на западниот брег, пријавени се бранови до 7 метри, а видеоснимките на интернет покажуваат значителна штета на домовите и изложиште долж крај брезните области. Коину е вториот тајфун кој пристигна на копното на Тајван годинава откако Хаикуи кој погоди островот во септември, предизвикувајќи лизгање
Коину е вториот тајфун кој пристигна на копното на Тајван годинава откако Хаикуј го погоди островот во септември, предизвикувајќи лизгање на земјиштето, масовна евакуација и десетици повредени. Ниту еден тајфун не го погодил директно Тајван во последните 4 години и покрај неговата локација во зона на активна тропска бура. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!